Благодарам, председателя. Почитувана македонска јавност, го дочекавме долго најавуваниот и долго очекуваниот ребаланс на буџет за 2022 година. Министерот Бесими најави дека ова е ребаланс за да се задржи стабилноста. Се прашувам, која стабилност? Слушајќи го и гледајќи го него кога имаше експозе за ребалансов, како пред мене да се одбиваше мегапопуларната сцена од мегапопуларниот Титаник. Фатмир Бесими е на клунот од распаднатиот брод и гордо ни пее дека неговото срце ќе продолжи. За гласот не знам дали може да и конкурира на Мараја Кери, ама затоа многу добро ја глуми оваа сцена. Бродот тоне, луѓе се дават и умираат, ама Фатмир Бесими ќе ја задржува стабилноста со ребалансов за 2022. Ова, почитувани, е трагедија од животот кој што оваа актуелна власт го ветуваше така надежно, за да денес стасаме дотука докај што сме. А беа многу полни соелани ветувања. Започнаа со буџет од 3,2 милиарди евра, па стасаа до последниот од 4,2 милиарди евра, сега со ребалансов стасаа и до над 4,7 милиарди евра. Одлично, ама само на хартија и само за уво. На дело, беда, сиромаштија, а Бесими вели стабилност. Ако е стабилно тоа што народот ни до 10 во месецот не може да издржи со сопствените примања, тогаш некој на вистина треба да го симне македонскиот Леонардо и да му каже дека бродот е прекршен на половина и дека во него веќе нема луѓе. Чива стабилност Бесими ќе ја задржува и каква стабилност? Па ги доживеавме историски највисоките буџети досега во самостојна Македонија. Како резултат на нив што имаме? Имаме инфлација од преку 11%, имаме долг од 8 милиарди евра или над 63,5% од бруто домашниот производ. Индустријата ни е во колапс, ама затоа јавната администрација ни цвета. Ама не цвета со задоволни граѓани, туку со превработени партиски луѓе. Странските директни инвестиции се уште и се повеќе не заобиколуваат. И да, секаде имаше ковид пандемија, ама Косово и Србија имаат 2 пати повеќе од на странски директни инвестиции по глава на жител. Не направивте црна дупка на Балканот, срам сме, последни во се. И затоа по втор пат ќе прашам која стабилност Бесими ќе ја задржува. Онаа во која Македонија е пред банкрот, онаа во која Македонија е економски срозана и исплячкана или онаа во која Македонија брзо чекори кон огромна сиромаштија. Сега сакам да одиме со конкретни факти. Македонија во 2020 има најголем пад на економската активност споредено со земјите во нашето обкружување, а се земји во кои што туризмот не е еден од носечките сектори. БДП во 2020 година е со пад од 6,1%. Исто и за 2021. Македонија повторно има најлош економски раст во регионот и е една од ретките каде економскиот раст во 2021 не го надминува падот од 2020 година. Или Македонија има убедливо најлоша стапка на просечен економски раст за периодот 2017-2021, што потврдува за капацитетот на владите предводени од дуото СДСМ-ДУИ. Или еве да ви го исчитам просечниот раст кај земјите од регионот за периодот 2017-2021, почнувајќи од најдобриот скор. Романија 3,52%, Косово 3,51%, Србија 3,44%, Словенија 3,20%, Албанија 2,93%, Босна и Херцеговина 2,67%, Хрватска 2,21%, Бугарија 1,81%, Црнагора 1,75% и последна, најстабилната под наводници, а тоа е Македонија, со просечен економски раст од 1,09%, ќе повторам за периодот 17-21. Да одиме сега на економскиот раст за првиот квартал од оваа 2022 година. Македонија 2,4%, Србија 4,4%, Бугарија 5%, Романија 6,5%, Хрватска 7% и Словенија 9,8%.
Инаку, растот во првиот квартал за Македонија се заснова на високиот раст од 11,2% во трговијата на големо и мало. Истовремено овде мора да се спомене загрижувачки големиот пад во делот на градежништвото, кој што изнесува 17,2%. Исто така, загрижува и фактот што во овој период увозот има раст од 24,4% наспроти извозот, кој што изнесува 11,1%. Понатаму, индустриското производство во април оваа година забележува пад од 3,8% споредено со истиот овој период лани. Преработувачката индустрија исто има пад од 3,9% во април, посебно во делот на производство на прехранбени производи, пијалоци, текстил, фармацевтски производи, фабрикувани метални производи, електрична опрема, машини и уреди. Ако кризата со Украина се продлабочи, што се очекува да биде така, дополнително нашата индустрија е очекувано да се соочува со уште проблеми, а заради прекините на ланците за снабдување. Според Народна банка, стапката на економски раст за 2022 се очекува да биде 2,9%, што е многу поразличен процент од оној од октомври 2021, кога проценката изнесуваше 3,9%. И повторно, Министерството за финансии е оптимистично, па очекува економски раст од 3,2% наспроти првично испланираниот кој што беше 4,6%. Да позборуваме сега нешто и за капиталните расходи. Оваа влада потврди дека дефинитивно не ја бива за реализација на капитални расходи. Зошто ова го велам? Па затоа што најголемите капитални расходи што оваа влада ги реализираше досега се 33 милиони евра на акциите на МАК Петрол од Гама. Се сеќавате на онаа маратонска седница во декември 2021, кога собранието реши судски спор, замислете, заради овие пари, а за да се прикријат загубите поради несовесното работење на менаџмент поставен токму од оваа влада. Понатаму, за периодот 2018-2020, реализацијата на капиталните расходи изнесуваше под 70%, а капиталните расходи пак за 2021 беа 77% во однос на планираните со ребалансот на буџетот за 2021. Вреди да се подсетиме и на тоа како во последните 2 месеци од 2021 власта уплати 86 милиони евра за компаниите загубари, меѓу кои секако беа МЕПСО и ЕЛЕМ. А една од најголемите манипулации на СДСМ е таа дека капиталните расходи со буџетот за 2022 за прв пат ќе биле повисоки од буџетскиот дефицит. Вистината е дека буџетскиот дефицит за прв пат бил повисок од капиталните расходи во 2021, а не во оваа година, како и во 2020 ако го земеме предвид ребалансот за истата. И заклучно со 8 јуни 2022, реализацијата на капиталните расходи е само 20% или 124 милиони евра, што е уште еден факт за институционалниот некапацитет на оваа влада. Со овој ребаланс оваа влада уште еднаш потврдува дека тешко се држи до економските ветувања, бидејќи капиталните расходи се намалени за речиси 100 милиони евра или се на ниво од околу 524 милиони евра, а пак буџетскиот дефицит се зголемува за цели 150 милиони евра и се предвидува да изнесува или да стаса и до 700 милиони евра. Да кажам збор 2 и за јавниот долг. СДСМ врескаше на сиот глас за грчко сценарио при јавен долг кој што не беше ни приближен до 50% од БДП. Врескаше, ама кога СДСМ беше опозиција. Сега СДСМ заедно со ДУИ се власт и сега на вистина ни се случува презадолжување, ама СДСМ овој пат не вреска. За подсетување, СДСМ дојде на власт кога јавниот долг изнесуваше 4,7 милиарди евра или 46,1% од БДП. После 4 години владење на СДСМ и ДУИ, јавниот долг е зголемен за 2,7 милиарди евра или по околу 700 милиони евра годишно. Во вториот квартал од 2021 јавниот долг достигна ниво од 63,1% од БДП или 7,4 милиарди евра.
Заклучно со првиот квартал од 22, јавниот долг изнесува 7,2 милиарди евра или 57,1% од БДП. Овој драстичен пад во процентот на јавниот долг се должи пред се на високите стапки на инфлација. Жално, но и вистинито е што оваа власт високите цени ги искористува како одлична можност за да прикаже дека јавниот долг се намалил. На сево ова, најзагрижувачки е што владата планира, согласно ребалансот во оваа година, да се задолжи со 1,5 милиарди евра, а да врати само 190 милиони евра. Со ова задолжување власта ќе ја сокрие буџетската дупка за оваа година, а останатите пари ќе ги искористи како депозит. Со ова ново задолжување, јавниот долг ќе надмине 65%, дури ќе има и тенденција да стаса и до 70% од БДП. Моментално владата води преговори со ММФ за задолжување со кое што би зеле 900 милиони евра, но и после 2 месеци преговори се уште нема никакво официјално соопштение за текот на преговорите. А само за информација на македонската јавност, ваков финансиски инструмент за вакво задолжување од ММФ во моментов, освен Македонија, бараат да искористат уште Панама и Мароко. Ете докаде не доведе капетанот на македонскиот Титаник, кој што ќе ја заштитува оваа и ваквава стабилност. Ова е во суштина влада на долгови. Доказ е и предвидувањето на ММФ дека јавниот долг на Македонија до 2026 нема да падне под нивото од 60%. Навистина што е многу, не да е многу, туку е премногу. Сега да одам збор 2 и за инфлацијата. Според Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на живот во мај оваа година во однос на април изнесува 102, а индексот на цените на мало 101,5. Ако ова го гледаме на годишно ниво, тогаш имаме инфлација од 11,9% од мај лани до мај оваа година, а кај цените на мало инфлација од 12,1% за само една година. Само за првите месеци од оваа година, споредено со истите тие месеци од минатата година, трошоците на животот се зголемени за 9,1%, додека кај цените на мало за 9,7%. Поскапувањето е особено зголемено кај храната и безалкохолните пијалоци. Па така, за лебот и житата имаме зголемување од 21,5%, за месо 12,9%, млеко, сирење и јајца за 16%, масла и масти за 37,9%, овош е за 11,5%, зеленчук за 18,5% и шеќер за 18,7%. За останатите категории ги имаме следниве зголемувања: за газ 53,6%, за течни горива 44,3%, за топлинска и електрична енергија 9,4%, за транспортни услуги 26,9%, за ресторани и хотели 10,8%. Само една мала дигресија и предупредување дека овие зголемувања се однесуваат за мај 2022, кога ДДВ-то за течни горива беше 10% и имаше одредено намалување на акцизата, како и тоа дека ДДВ-то за основните прехранбени производи беше 0%, а маржите на трговците беа замрзнати. Овие мерки веќе ги немаме после 31 мај, односно ова владеачко мнозинство не гласаше за нашите предлог закони за ослободување од ДДВ до 31 декември оваа година на производите за човечка исхрана, како и за ДДВ-то на течните горива да биде 5% до крајот на оваа година. Па затоа во текот на овој месец треба да очекуваме драстични поскапувања и драстично повисока стапка на инфлација. Еве повторно да прашам дали ова ќе сака да го задржи министерот Фатмир Бесими, бидејќи кажа дека со овој ребаланс ќе ја задржи оваа стабилност. Ако ова за него е стабилност, тогаш можеби бизнисот со марихуана на вистина е пуштен на најако во оваа држава, се разбира незаконски, како и се останато, и затоа власта ни е вака мирна и тивка, а при вакви поскапувања и задолжувања. Ајде малку сега и за просечната плата и за пазарот на трудот. СДСМ тврди дека и покрај ковид пандемијата тие успеале да спасат голем број на работни места, а дека само неколку илјади се изгубени. Ова само неколку како да се однесува за едноцифрена, а не за троцифрена бројка. Што вели АВРМ?
АВРМ вели дека бројот на невработени и други лица кои бараат работа во јануари 2020 изнесувал 190.000, во февруари 2021 изнесувал 250.000, а во ноември 2021 овој број е 188.000 лица. Понатаму, просечната плата за март 2022 изнесува 31,80 денари, 31.000, што е далеку од изборното ветување на СДСМ за плата од 36.000 денари. Платата за периодот јануари-мај 2022 наспроти истиот овој период во 2021 е порасната за 7,7%, но заради високата инфлација, реалната нето плата е на истото ниво. Просечната плата за првиот квартал од 2021 била 28.144 денари. Само за подсетување, од 1 март оваа година имаме минимална нето плата од 18.000 денари и токму на ова се должи преминувањето на прагот од 30.000 денари, а за март оваа година. За споредба, во Србија просечната нето плата изнесува 39.176 македонски денари и е порасната за 14,3% споредено со март 2021, односно 4,8% на реално ниво. Што се однесува до тезите на СДСМ, кои што многу колеги овде од владеачкото мнозинство ги искажаа, дека во време на владите на ВМРО ДПМН се привлекувале инвестиции заради ниските плати, добро е да се даде една контратеза, а таа е следна. Во 2009 година просечната месечна бруто плата била 495 евра, додека во Србија била 460, во Романија 452 евра, Бугарија 331 евро, значи во регионот највисока. За разлика од ова 2009 година, во 2021 просечната бруто плата во Македонија била 711 евра, во Србија 810, во Бугарија 858 и во Романија 1281 евро, што значи сега е најниска во регионот. Ова е повеќе од очигледно дека сега се помали трошоците за работна сила во однос на земјите од регионот и во однос на периодот од 10 години наназад. Во Македонија имаме заобиколување на инвеститори не заради високата плата, туку само заради лошата економска политика на актуелнава власт. Главниот проблем за ова, кој што постојано се нотира во сите меѓународни извештаи, особено во оние на ММФ и на Светска банка, е дека продуктивноста на македонската економија опаѓа, што се должи на слабите приватни инвестиции во нови производствени технологии, погони и знаење. Само во изминативе 3 години Македонија преку буџетите даваше 40 милиони евра за субвенционирање на придонесите. Со новиот закон за минимална плата пак предвидени се и дополнителни 16 милиони евра, кои со овој ребаланс се зголемуваат, па така субвенционирањето на придонесите за поддршка на плати ќе изнесува 60 милиони евра. Ако на овој износ ги додадеме и средствата кои се исплаќаат преку АВРМ за плати, кои е предвидено да изнесуваат околу 30 милиони евра, како и државната помош која се исплаќа и согласно законот за финансиска поддршка на инвестициите, ќе стигнеме до износ од над 100 милиони евра за субвенционирање на плати. Понатаму, речиси половина или 45,4% од ново вработените во време на СДСМ и ДУИ се во јавниот сектор. Споредено со времето на владењето на ВМРО ДПМН, вработувањата во јавниот сектор се намалија за 25.881 лице, а ново вработеноста се креираше во приватниот сектор или 179.028 лица. Или учеството на вработените во јавниот сектор во време на СДСМ и ДУИ во вкупно вработените се зголемува од 23,2% во 2016 на 25,2% во 2021. Наспроти ова, во време на ВМРО ДПМН има намалување на учеството на вработените во јавен сектор од скоро 34% на 23% или за 10,8% поени.
Исто така на оваа тема загрижувачки се податоците кои што го ја објави Државниот завод за статистика, а кои што се однесуваат на последниот попис од 21. Имено со пописот вкупното работно способно население над 15 годишна возраст изнесува 1.525.366 лица, од кои 717.769 се дел од активното население, од кои 608.530 лица се вработени, а 109.249 лица се невработени. Бројот на неактивни лица изнесува 768.549 лица, а за 39.048 нема податоци. Ова значи дека активното работно способно население ни е под 50%, што е исклучително поразителен резултат. Стапката на вработеност пак според последниот попис е под 40 или точно 39,9% наспроти стапката од 47,4 која што ја објави Државниот завод за статистика. Како и да е, ова се меѓу најлошите и најпоразителни податоци за пазарот на трудот во цела Европа. Не сакам многу да должам, за крајот сакам само да наведам уште неколку факти кои одат во прилог на оваа неспособна власт. Имено, СДСМ во својата програма вети 600 милиони евра годишно поддршка за компаниите, што значи за 4 години по 150 милиони евра годишно. А знаат компаниите најдобро колку и каква поддршка добија од СДСМ како власт. Понатаму СДСМ ветуваше и ставање фокус врз поддршка на домашни наспроти странски компании. Ниту едното, ниту другото. Имено повеќе од 20 милиони евра од буџетот се издвојуваат за странски компании, а во услови кога што имаме рекордно низок прилив на странски директни инвестиции. Би заклучила дека Титаникот на Бесими ја претвори цела Македонија во еден огромен Титаник и губитник на сите полиња. Со овој ребаланс нема очекувања за напредок во ниту една сфера, туку напротив, стагнација и сиромаштија до врв. На вистина ги достигнавте сите врвови и во крадење и во буџети. Титаникот ви е распаднат или напуштете го пред и вие самите да потонете со него и во него. Ви благодарам за вниманието, се извинувам што малку повеќе од дозволеното зборував.